Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Значи идеме едно от моите кратки видеа, ама сега стварно ќе ги правим кратки, ставил сум таймер 15 минути и ќе ги сечам. Ако треба повеќе видеа ќе направам, ама ќе ги правам по кратки за стрикно тоа, а не да мешам баби жаби. Значи, другари, паѓала берзата. Паѓа затоа што не читате. Значи, имаме Трамп праќа 7 US Warships, воени бродови, со 4500 персонал, 3 Guided Missile Destroyers, 1 Guided Missile Cruiser има, една Nuclear Power Fast Attack Submarine, значи таа ги беше 10, и еден Amphibious Ready Group Loaded with Marines. Таа заебано чудо е тоа. Значи не е мала бројка на около, не значи дека ќе нападнат, ама значи сака да му докаже на Авај дека там мора да го реши прашањето, што се вика близко му е и сака да биде осигуран дека тие резерви, брато не знам што се онадува, морал нешто, да, ако одат на герила војна, тешко чудо да се освоje. Тие таму какви има терени, тоа најискрено ако стварно имат морал, ако стварно се сакат да се тепат за овај лудак, ово е иначе шофер на автобус. Шофер на автобус кој што тајните служби, овие тајните нели масонските чуда го стават, значи тука. Стават го и сега имате шофер на автобус, ово кажи го Венецуела е од 2000 и која беше? 19-та? Ако не се лажам. Да, 2019 е под санкции и брато продава со една флота, продава со кој знае колкава флота има на црно, продава нафта и ово е најквалитетната нафта. И кој купува? Македонија сигурно не е, брат. Купува од големите сили. Значи имаш инсталирано еден шофер на автобус, другари, замислете се, ниту воена школа, ниту разузнавачка школа, ниту нешто завршено сериозно, брат, да типо е. Јас сметам сериозни карактери да водат држава разузнавачка служба, тоест порво воена служба, воено разузнавање, таков може да прави држава. Окви шофери на автобуси, мислам, воено разузнавање и војска, патриоти. Не е вакви инсталации, кој ти го знае и шо ДНК носе, изиграва нешто тука диктатор. Неколку пати пробава да го средат, али штитат го многу добро. Мислам дека Русија го штите, затоа што на нив и одговара исто таков да има таму лудак кој што е спремен да се тепа, додека исто и русите и Кина и они си купуваат на црно нафтичка, една од најквалитетните, така да сите глумат лудила, ама сите си пунат резервите од шоферот на автобус. Да, и буквално типо е шофер на автобус. Кој не верува, нека провере. Јас сум ископал информација од сектор теорија на заговор, дека типо е шофер на автобус бил, замислете си. Како шофер на автобус еднува? Иначе Венецуела, другари, ја тука имам запознаено у Мајами луѓе, иначе тоа е, збореме за држава, може да биде една од најбогатите. Значи имаш колку беше едно 17% од глобалните резерви за најквалитетната нафта. Другари, тоа чудо, ако е со патриот на чело, може да продава и може да прави трилиони долари од нафта. Може да биде Дубај, што се вика у тај дел. Што сакав да кажам, секојаш имаме дека има нафта и чуда, секојаш имаме вакви диктатори стајани, кои што сите глумат лудило дека и прече, а на сите одговара затоа што таа не купуваат од него. Да не купува, народот самија ќе го тргнеше од позиција. Ово тука е голема, значи, тензија и затоа, другари, гледате тука се живо паѓа. Септември од секој здрава месец, али тоа е дел од кој биткоин оде у негативни вести, ако се спукат, значи 17% на црно што се продават, што се продава нафта, не е малку за у светски рамки и тие од Wall Street најнормално, чекај братче, ќе продаваме, ќе правиме паника, плюс ќе ви изчистат септември месец да ви чистат, затоа октомври, ноември, декември тие 3 месеци ќе бидат bull market. Значи еден дечко им беше пишал вчера, не се сеќавам на името, било некаква криптоакадемија дека му кажале ово не се издржува, ќе паѓало. На краток период да, може да падне и до 100, али мен не ме интересира, ја не сум трейдер, дали ќе падне на 100, дали ќе падне на
95, не ме интересира, знам дека има bull market, я инвестирам, чекам bull market и продавам. После 3 години ще има драми. Колко повече драми, колко повече неверувате, колко повече неверуват у свето, мислям. Не ми отговаря македонците да неверуват, сега македонците да напукат да имат пари и да имат income, да имат staking rewards и да си живеят обал, другите не капаничат от различните държави, али мобето е другари, оставете ги не капаничат, 12 години сумово, нормално е септември да има паники и чуда, кога, нели, овие се пред война, кој што не се знае война колко ќе биде голема, ќе биде блицкриг удар ли, значи Америка ако веќе кружи тамо, тие веќе имат инсталирано неговите служби дека брзо може да го решат, ако нешто се крене по зло, тогава може войната и да потрае. А може и ќе заврши со дипломатски разговори, не знам, не сум пратил толку тие кругови, мене ме интересира дека bull market ќе има. Тоест октомври, ноември, декември, без разлика колку септември ќе биде драматичен месец, па и октомври, па и ноември, декември, bull market ќе има. Ништо страшно, другари, ова е прекрасна шанса да си натоварите со извинение, ама магаренцето е општо корисно животно, ако го натоварате. Азното само нема си ако приказните, значи трябва да смените кафе, цигари, трябва да смените кафана, трябва да смените више сите уидовте на одмор, иначе да сменевте за одмор, да не отидете на одмор, до сега веќе имавте за влез, значи како што знам 500.000 што трошите, супер портфолио ако си направите. Другари, за 7 дена биткоин 8%, Ethereum 11%, BNB 4%, Solana не, Cardano 13%, значи ово е се, менете го, загарантирано, ќе отиде и ќе си фанете и плюс bull market-о. Гледајте, Chainlink 14%, Sui 13%, Stellar сета от технологија Avalanche 7%, Hedera 12%, Polkadot 9%, Ondo 11%, VeChain 5%, Algorand 13%, KuCoin е нагоре 4%, Render 13%, овие official, то е collectible, Jupiter 5,7%, Optimism 14,6%, Gala Sandbox, Axie Infinity, тоа чекам да се продаде. Кажал сум без разлика што ќе биде, значи не ми треба тие нивните драми. Вчера пред некој ден упајат Gala драми, сменили го тимо, 50% од вработените ги отпуштиле. Што беше друго? Тие креаторите биле тргнани на страна, не се знае милиони ги пратат, милиони имат инвестирано, ама никој не играе играта. И не отило нагоре. Па чекај, ви си ојде тамо на журки по јахтите, тамо јадете морска храна, а чекате сиромаштијата да почне само да играе, а вие седете на страна. Нема. Значи ја добро предвидев Gala, Sandbox и Axie Infinity треба да се продаде и чурам и дека бегам Star Atlas. Следното видео што ќе биде Star Atlas. Star Atlas вчера стана, пукаш и правиш токени, брат. Пукаш и значи играеш веќе за нешто што ќе се продава и ќе вреде пари. Значи не е веќе како вие играеш и чекаш, братче, и шо? Ништо, брат, Gala, Sandbox, Axie Infinity, но Axie Infinity не може да речем, Axie Infinity дава SLP, значи играеш, добиваш SLP, значи Gala и Sandbox, Big Time, Illuvium, големите, ќе експлодираме, ќе правиме чуда, другари, и уште, тогава ви кажав у моите видеа, луѓе, 10% улагам, ставам у биткоин како заштита, пошо малку е само збората, ништо не прават. Гледао SLP држи, не е толку паднало, ама интересно е, гледао Sandbox требаше да падне 90% од паника. Интересно не паја, значи никој не продава. Шо има за затворени врати не знам, али ако имате $100, ја се извинам, 100, 200, $500, например, ако сте купиле 10% од вашето портфолио, да речем $500, $100, $200, купете си, да не ја форсирам Star Atlas, купете си Cardano и ќе ви избие, другарче. Cardano на $3 продадете, сите пари што ги уложиле у The Sandbox, Gala, Illuvium, Big Time, ќе си ги врнете. Дури Axie Infinity. Axie Infinity има заштита, они си го имат рон. Така да, другари, без паника, нормално е, другари, нормално е да има чистење на маркето. Венецуела и Америка, гледате, спремат се за војна.
или само за драма и Wall Street ужива да продават. Друго да имам още 5 минути. Другари продават майнерите, значи майнерите и прикоглава от това драма от биткоин. Прикоглава е Дел, мислам дека продадея на 125 000 другари. Дел продадея на 125 000, тук това бум. Таква продажба е и майнерите и тия шо, например, е до тука со драмата, стресни луѓе се. Много по-бързо лават от стреса за разлика от другите, не ги интересира 150 или 170 дали ќе стане биткоин, купили се на 16 на 18, за нив е перфектно, брат. Перфектно е, а ако промашат биткоин да отиде 200 па да падне само 150, тия луѓе знаат да купат Cardano, знаат да купат Ethereum, знаат да купат Solana, Ripple, ќе улезат и у Star Atlas, има играта доста завршено. Сигурен сум дека ќе тражат и гейминг, значи тоа го прават со години. Така да, другари, колко? 2 bull маркета сум тука присутен. Така да, другари, ова ми е трета, ако не се лажам. Така да, другари, майнерите продават, да знаете. Майнерите продават затоа што тия луѓе не дека не веруват у биткоин, тия луѓе имат сметки. Значи тие треба да купат нови машини, треба да поправат машини, треба да платат плати, треба да платат кириите, треба да платат сметки, струја, значи многу скапи сметки имат. И кој ми беше прашал, брат, како е тоа чудно на тия, кажу го, што копат биткоин, како и се исплаќа да се загуба, да речеме, копат биткоин, а сметките за струја се поскапи. Другарите имат богати инвеститори кои што нон-стоп и дават кеш. Они копат биткоин, ама играат на подлаг период. Значи они ќе продават кога, да речеме, биткоин се копале на загуба, така ли, коштало ги е, не се сеќавам, не пратам, да речеме, коштало ги е $90,000 да изкопат един биткоин, така ли, да речеме, биткоин иде на 125,000, они се плаќале кеш, разбирате ли, кеш плаќат, имат богати инвеститори. Значи затоа некој вика, брат, да копаме биткоин, не може да копаме, брат, треба ни страшна луда количина на кеш. А не може ни да трейдаме, не може ни да флипаме. Тоа е многу тешко. Значи што прават? Копат, да речеме еден биткоин кошта 90,000 да го изкопат, или без разлика таа компанија, мала или голема што копа го биткоин на загуба, плаќа кеш, тие инвеститори плаќат кеш и го чуват тај биткоин. И кога ќе експлодира, они го продават 125. Рестото си покриват од 90 до 125,000, тоа го сметка како со профит. Што прават со тај профит, луѓе? Чуват дел ако падне многу биткоин и они купуват, а другиот дел е купуват машини уште и се шират. Знаат дека ово чудо, брат. Колку поголем растеш, мултимилиони кошта сега да изкопате, да станете майнинг, да идете у майнинг сектор за биткоин. Другари, јас извинам, не знам до мене има construction дали се слуша. Да се радеам дека ово noise, овај микрофон ги покрива, и се извинам за едно преходните видеа. Бев подсачена и игравме и Discord ми го беше исклучил микрофоно и беше се автоматски префрлил да взема звук од лаптопо и затоа звукот беше лош. Значи имаше 2 минути. Другари, без паника, bull market ќе има, ќе правам окви кратки видеа. Сите ме замолија дека 15 минути е супер, пошто вие многу сте бизи, значи кафе шема, мафе шема, тие работи. Цигар пауза, треба да ги заговарате комшиите, треба да ги заговарате роднините, треба малку се покарате за имото што не сте го разделиле, па како ниви сте имале, па не си сплаќало да ги работите и разбираш, значи 15 минути крипто, другите 3 сата ќе имате за да плукате да се плукате едни меѓу себе. Ало, другари, престанете, брат. Престанете исто и со пораки, престанете да ми праќате пораки. Престанете да ми праќате пораки, луѓе. Ќе почнеме да тргам, пријатели. Нема да ја блокирам, ќе ја тргам за тоа што сте досадни. Милион пати ја кажав, ако имам некој мислење, ќе го дадам. Ако планирам Македонија да правам за мистерија видео, ќе го кажам у подкаст. Нема што да дебатираме за Охрид, за Рајко, за Петко, за... Имате мистерија вебсайт, имате мистерија група, ќе улезете у таа мистерија група, другари. Чекай само една секунда. Другари, имате мистерија група, ќе си улезете тука, имате дебати, милиарда работи да најдете, да истражите. Така да, крај, другари, 30 секунди за 15 минутни видео, по втор пат во мојот живот. Bull market ќе има, другари, октомври, ноември, декември се многу јаки месеци, дури може да улежеме за гейминг, септември, октомври, ноември 2026. Ово е јануари, февруари, март 2026. Значи, октомври, ноември, декември ќе има јак bull market, може да улеземе у драма јануари, февруари, март 2026, исто да има bull market, гейминг и драми. Чао!